Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Отворете ги вашите Библии кај Изреки, глава 19. Ке го прочитам првиот стих. Подобар е сиромавиот, кој живее во непорочност, отколку човек со нечесни усни и притоа и безумен. Како што можете да забележите, во оваа книга многу често се користи зборот безумен. Тоа е така, бидејќи Бог преку овие стихови сака да ни каже како се однесуваат безумните луѓе и да не предупреди од таквиот начин на однесување. Стихови 2 и 3. Не е добро на душата без знаење. А кој брза со нозете, се сопнува. Глупавоста на човекот му го искривува патот негов, а срцето негово негодува против Господ. Досега читавме многу стихови во кои има контрастен паралелизам, а како што претпоставувам, забележавте дека вториот и третиот стих од глава 19 се поинакви, бидејќи се надополнуваат во своите идеи. Во овие стихови се опишани оние кои не одат по Божиот пат, и таквите се наречени луѓе кои се сопнуваат по своите патишта. Луѓе чии срца негодуваат против Господ. Пред некое време слушнав еден цитат кој гласи: "Незнаењето е некогаш добро." И се разбира, тоа воопшто не е вистина, особено од библиска гледна точка. Кога бев млад, запознав неколку водачи од цркви кои изгледаше дека се фалеа со тоа што немаат големо познавање од областа на теологијата. Според нив, познавањето на теологијата не беше воопшто важно. Таквите пофалби се безумни, бидејќи водач на црква не смее да си дозволи да нема познавање од областа на теологијата. Како ќе ги поучува другите ако самиот тој не сака да се поучи? Во изреката што ја прочитавме, мудроста вели дека им е тешко на оние кои немаат знаење. И тоа е навистина така. Тешко на оние кои не ги хранат своите души со духовна храна, што ни е достапна во Библијата. Ако вие сте личност која не ја чита Библијата, сакам да знаете дека многу пропуштате и се лишувате себе си од голем број духовни благослови и ветувања кои Бог ги нуди преку Светото Писмо. Почнете да ја читате Библијата денес и ќе видите како ќе го промени вашиот живот кон подобро. Стих 4. Богатството собира многу пријатели, а сиромавиот го напушта и пријателот негов. Луѓето кои располагаат со големо материјално богатство многу често имаат големи домови во кои можат да сместат многу пријатели. Нивните фрижидери се секогаш полни со храна и пијалоци, нивните соби се полни со луксус, во кој можат да уживаат многу луѓе. Не велам дека тоа секогаш е лошо и погрешно, но луѓето кои му веруваат на Бог треба да се стремат да бидат блиски со сиромашните, бидејќи тие често се осамени. Вие, кои сте го прочитале посланието на Јаков, ќе се сетите дека во еден дел од таа книга Јаков пишува за односот на христијаните кон богатите и сиромашните. Бог преку него ни вели да не покажуваме пристрасност кон луѓето, која е поттикната од нивниот финансиски статус. Не е важно колку богати луѓе има во вашата заедница и колку се тие богати. Тоа што е важно во Божите очи е како вашата заедница се однесува кон сиромашните. Јаков вели: ако во вашето собрание влезе човек со златен прстен, во светли алишта, и влезе сиромав човек со проста облека, па се загледате на облечениот во светли алишта и му речете: "Ти седни овде убаво", а на сиромашниот му речете: "Ти стој таму", или "Седни овде кај подножјето мое". Зарем со тоа не покажувате пристрасност и не станувате судии со лоши помисли? Сиромашните луѓе веќе се отфрлени од своите најблиски. Но ако се чувствуваат отфрлени од црквата, тогаш имаме сериозен проблем. Може би тоа е една од причините зошто некои сиромашни луѓе не сакаат да бидат дел од црквите, бидејќи таму не се чувствуваат добре дојдени. Пред некое време имав прилика да разговарам со еден сиромашен мрачен пар. Тие ми кажаа дека во минатото почнале да одат во некоја локална црква, но многу брзо сфатиле дека луѓето кои се дел од таа заедница се многу богати во споредба со нив. Самото тоа што луѓето од црквата биле богати не било проблем, но проблемот било во тоа што не ги прифаќале сиромашните и што на некој начин гледале од високо на нив. Како резултат на таквото однесување, луѓето со кои разговарав одлучиле да ја напуштат црквата и одреден период биле длабоко повредени од тоа искуство.
Преку Библијата, Бог многу јасно ни кажува каков треба да биде нашиот став кон богатите и сиромашните. Во ниту еден случај не треба да ги фаворизираме богатите само зашто од нив можеме да имаме некаква финансиска придобивка. Сите луѓе имаат иста вредност во Божите очи, а треба да имаат иста вредност и во очите на црквата. Стих 5. Лажниот сведок нема да остане неказнет. И кој говори лага, нема да се спаси. Ке прескокнам неколку стихови и ќе го прочитам стих 9. Слушнете што пишува таму. Лажниот сведок нема да остане неказнет, а кој говори лага, ќе загине. Верувам дека забележавте, но стих 5 и 9 се многу слични, бидејќи во двата главната тема е лажниот сведок. Во првиот се вели дека оној кој говори лага нема да се спаси, а во вториот дека ќе загине. Поентата на овие стихови е да не потсети дека луѓето кои говорат лага ќе се соочат со последиците од нивните постапки. Можеби нема да ги стигне човечката правда, но Божјата сигурно. Сетете се на старозаветната случка со Навутеј. Тој беше човек кој имаше имот на многу убаво место, а царот Ахав сакаше да го купи од него. Откако Навутеј ја одби понудата на царот, царицата ја завела смисли многу лукав план. Таа напиша писмо во име на царот во кое го обвинува Навутеј за богохулие. Кога старешините на градот дознаа за тоа обвинение, тие го погубија Навутеј и со тоа царот можеше да го купи неговиот имот. Но кога пророкот Илија го сретна Ахав, тој многу јасно му кажа дека Бог ќе го казни за неговиот грев и токму тоа и се случи. Не само тоа, туку Илија му кажа дека на местото на кое кучињата ја лижеа крвта на Навутеј, ќе ја лижат и крвта на Ахав. Некое време подоцна, Ахав беше дел од една битка во која беше смртно ранет. Неговите војници го одведоа подалеку од бојното поле и го донесоа на местото каде Навутеј беше погубен. Таму Ахав умре и кучињата ја лижеа неговата крв. Бог го казни Ахав за неговиот грев, а неговиот грев беше лажно сведоштво. Бог ја мрази лагата и сигурно нема да им прогледа низ прсти на оние кои се користат со лаги. Стих 6. Мнози на им се умилкуваат на големците и секој му е пријател на човекот кој дава подароци. Колку релевантна слика и за времето во кое ние живееме. Ова особено се однесува на оние кои се во политиката. Многумина им се умилкуваат на таквите луѓе со надеж дека ќе добијат некаква позиција или некое добро работно место. Во свет во кој мнозина се умилкуваат на големците, христијаните се повикани да се грижат и за оние кои не се важни во очите на општеството. Ние не треба да се умилкуваме никому, туку да ги сакаме сите луѓе и да им кажеме дека и Бог ги сака. Ке продолжиме со читање. Забележете што пишува во стих 7. Сиромавиот го мразат сите негови браќа, а уште повеќе се оддалечуваат од него пријателите. Трчка по нив, за да проговори, но нив ги нема. Повторно главна тема се сиромашните луѓе. Како што можете да забележите, мудроста често ги спомнува сиромашните и го коментира начинот на кој другите се однесуваат кон нив. Самото тоа треба да ни биде нам, христијаните, повод да ги прифаќаме оние кои се отфрлени од општеството. Сиромашните луѓе многу често завршуваат на улица и кога се бездомни, ретко се случува некој да сака вистински да им помогне. Во стихот што го прочитавме, пишува дека не само пријателите, туку и најблиските роднини ги избегнуваат таквите луѓе. Сиромашните луѓе имаат големи проблеми и навистина им е потребна грижа и прифатеност. Се разбира, тука зборувам за оние кои се сиромашни зашто се соочиле со одредени животни неприлики, поради кои и се нашле во таква несрекна состојба. Има луѓе кои се сиромашни поради мрзливост и за таквите Библијата има малку поинакви совети. Генерално гледано, гледаме дека сиромашните не добиваат речиси никаква помош од државата. Политичарите им даваат големи ветувања, но не ги исполнуваат. Тоа не треба да не изненадува. Светот е полн со луѓе кои лажат се со цел да добијат нешто. Но моето прашање е, како црквата се однесува кон сиромашните луѓе? Да се навратиме на стиховите од посланието до Јаков и да размислиме. Дали покажуваме вистинска љубов кон оние кои имаат потреба од материјална помош? Знам дека стихот што го прочитавме вели дека сиромашниот е напуштен од своите браќа. И тоа првично,
се однесува на неговите браќа по крв. Но би било навистина трагично ако сиромашниот е напуштен од своите браќа и сестри по вера. Тоа нема да биде добро сведоштво за оние кои се нарекуваат со Христовото име. Продолжуваме со читање. Стих 13. Глупав син е пропаст за татко си, и жена кавгаджика е како незапирлива капка од стреја. Во една од претходните епизоди прочитавме изрека во која пишува дека оној кој нашол добра жена добил благослов од Господ. Жените треба да бидат помошници на мажите. Но иако жените треба да се помошници на мажите, тоа не значи дека мажите треба да се однесуваат како диктатори кон нив. Во Библијата јасно пишува дека мажот е глава на семејството, но дека жената е послаб сад и затоа мажот треба кон неа да се однесува со љубов и со почит. Покрај тоа, Светото писмо јасно ни сведочи дека тие имаат иста вредност. Моje лично убедување е дека ако мажот не се однесува така со жената, и ако не ја сака како што Христос ја сака црквата, тогаш жената не е обврзана да му биде послушна на мажот во се. Од таа гледна точка, тоа значи дека првично одговорноста е на мажот, а потоа на жената. Ако тој се однесува кон неа со љубов, таа треба да возврати со почит. Да се вратиме на стихот што го прочитавме. Мудроста вели дека глупавиот син е пропаст за таткото, а жената кавгаджика е како стреја од која незапирливо капе вода. Мислам дека овие две изјави се тесно поврзани. Глупавите синови се пропаст за нивните татковци, покрај другото и зашто не знаат да одберат добра жена. Поради тоа што не знаат да одберат добра жена, тие се го загрозуваат животот и се срам за нивното семејство. Стих 14. Куќата и имотот се наследуваат од родителите, а разумна жена е дар од Господ. Ако имате добра и мудра сопруга, сакам да знаете дека таа ви е дар од Господ и затоа треба да бидете благодарни за неа. Таа е еден од најголемите благослови во вашиот живот. Сега ви се обраќам вам, мажите кои сакате да стапите во брак со добра жена. Ако сакате да имате добра жена, неа ќе треба прво да ја барате во молитва од Господ. Пред да се пуштите во било каква потрага, почнете да се молите на вашиот небесен татко, за да ви даде добра и доблесна жена. Ако го правите тоа, сигурен сум дека Бог ќе ве води кон вистинската, која ќе ви биде на благослов. Бог сака да ве благослови со добра жена, но прашањето е, дали вие сте спремни да се молите за таква сопруга? Стих 18. Казни го синот свој додека има надеж и не се возбудувај од викањето негово. Родителите треба физички да го дисциплинираат детето, кога за тоа има потреба. Заборавете го тоа што го велат денешните психолози и педагози, дека децата не треба да се дисциплинираат физички. Тие велат дека таквиот однос влијае на растот и созревањето на децата на негативен начин. Баш напротив, ако не ги дисциплинирате децата, тоа сигурно ќе влијае негативно на нив и ќе бидат многу разгалени. Немојте да се потресувате ако на вашето дете не му се допаѓа физичкото дисциплинирање. Мудроста вели дека тоа можеби нема да му е пријатно во моментот, но на долги патеки може позитивно да му влијае. Некои луѓе не ги дисциплинираат децата поради нивното викање. Мудроста вели, немој тоа да ти биде причина да престанеш. Се разбира, тука не зборувам за крвничко малтретирање на децата или за физичко дисциплинирање кое ќе води кон повреди на телото на детето. Дури и законот на државата го забранува тоа. Тука станува збор за физичка дисциплина која нема да го повреди детето, но ќе му даде до знаење дека одредени начини на однесување не се прифатливи. И затоа е добро родителите да ги дисциплинираат децата, бидејќи со тоа се зголемуваат шансите нивните деца да не ги повторуваат тие погрешни постапки. Како што спомнав во една од почетните епизоди поврзани со книгата Изреки, моje лично убедување е дека ако родителите не ги дисциплинираат своите деца, кога ќе пораснат, тие деца можат да станат криминалци и потоа државата ќе мора да ги казнува и дисциплинира по затворите. Стих 21. Во срцето на човекот има многу мисли, но се извршува само определената од Господ. Бог е суверен над срцата на луѓето. И тоа е главната причина зошто ние христијаните веруваме во молитвата, бидејќи Бог ја има контролата над се.
Стих 22. Радост за човекот е неговата милостина. Подобро да биде сиромав, отколку лажливец. На давањето милостина не треба да гледаме како на нешто што е тешко и непријатно, туку како нешто што ни предизвикува радост. Дарежливоста, ако се прави од правилни мотиви, навистина предизвикува радост, како кај оној кој дава, така и кај оној кој го прима дарот. Стих 23. Стравот Господов води кон живот, и кој го има, секогаш ќе биде задоволен и зло нема да го снајде. Сакам да разјаснам на што се однесува фразата стравот Господов во Библијата. Тоа не е некоја постојана загриженост дека Бог ќе ве казни и дека ви е налутен. Како што забележувате од стихот што го прочитав, стравот Господов води кон задоволство, а не кон нездрава загриженост. Да имате страв од Господ значи да бидете свесни дека Тој е Господар над се и сакате да живеете на начин кој нему ќе му биде угоден. Секој кој го живее животот на таков начин, наоѓа вистинско задоволство. Стих 24. Мрзливиот ја пружа раката кон храната, но не сака да ја подигне до устата своја. Што е поентата на овој стих? Да ни каже дека мрзеливите луѓе се личности кои започнуваат нешто, но премногу се мрзеливи да го завршат. Тие самите себе не сакаат да си помогнат, а камоли на другите. Стих 29. Готови се судовите за горделивите и ударите за телото на безумните. Доаѓа судниот ден. Тоа е нешто за кое секој човек треба да биде свесен. Дали сте подготвени за тој ден? Размислувајте на ова прашање, бидејќи е едно од најважните животни прашања. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.